Кинотеката на Македонија е формирана во 1974 година и јас сум еден од основачите на оваа значајна институција и морам да кажам најодговорно дека ова е една од најзначајните културни институции во нашата држава, а тоа дека е ценета како извореден пример за заштита на аудиовизуелното наследство, кажува и податокот дека кинотеката многу брзо стана членка на Светската федерација на филмски архиви и на Европската асоциација на филмски архиви. Инаку, јас целиот работен век речиси го помина во кинотеката и од тука се пензионирав како советник филмолог. Јас лично работев на големи истражувачки проекти, особено за старите кина меѓу двете светски војни, потоа за аматерскиот филм од 1935 до денес. И од тоа нормално тие истражувања произлегува и книги кои што еве како што отидов во пензија имам повеќе време да пишувам, да се посветам на пишувањето и резултатите беа очигледни, има промоции на 2 книги. И морам да кажам дека кинотеката, луѓето во кинотеката се мое второ семејство. И тоа е така. Најзначајните нешта што нашата кинотека ги реализира, во кои што се вклопени и дејностите на еден институт за филм, тоа се истражувањата, прибирањето на архивска граѓа или филмови и нивна заштита. Се разбира, последниот сегмент е презентација на филмскиот фонд и издавачка дејност, која што е многу, како да кажам, изразена последните 20 години. Од проектите што е најбитно за сите кинотеки, тоа е заштита на филмскиот материјал и филмовите. Кинотеката на Македонија, особено последниве 10 години, обрнува големо внимание на тие проекти за заштита. И еве можам да кажам дека во моментов заштитен е фондот на Столе Попов, на браќата Манаки, во теке заштита на други филмови, рецимо на значајни документарни филмови. Сите документарци до 70-тите години се веќе заштитени, а тоа значи и дигитализирани со новите технологии. Значи кинотеката развива широка лепеза на активности и затоа велам дека тоа е, јас сум горда што сум дел од овој колектив и ден денес се чувствувам како дел од тој колектив без оглед што сум во пензија.